Значи кредитот го барате за купување на ресторанот. Да, завршивте со проверките. Да седнеме малку. Секако повелете. Госпогице Назли, гледам немате редовни примања. Да, само што ја напуштив работата, за да можам да го земам ресторанов. Па затоа и аплициравме за кредит. Имате ли други примања, госпогице? Нешто што би можело да се внесе, приход од кирија, нешто друго? Не, Недвижен имот на ваше име? не. Разбирам. Износот што го барате е сериозна сума. Многу е тешко да се одобри. Ама ве молам, јас повлеков иста сума од вашава банка. Вие на ваше име имате куќа и курс за странски јазици. Јас ќе работам партнерска работа со господица Назли. Ние ќе го отвориме тој ресторан и тој ќе работи. И така многу лесно ќе го отплаќаме кредитот. Ама ова сега е неактивно. Пред 3 години сте земале еден кредит. Да. Земав за да ја затворам кредитната картичка на Асуман. Ама потоа го отплативме. Ама имало доцнење на исплатите на другите картички и на кредитот. Да, понекогаш се случува и доцнења точно, ама во моментов немаме никаков долг, се покривме. Разбирам. Последниве 2 месеци редовно сте плателе. Но вашата кредитна оцена е многу ниска, госпогице Назли. Не 300.000. Многу тешко ќе можете да земете и 5.000 лири. Не можеше, Фатош. Што да ти објаснам друго? Толку беше. Добро. Добро, ќе зборуваме кога ќе дојдеш. Да, Назли. Ова е навистина многу лоша вест за сите нас. Што планираш да направиш? Јас, да ви кажам искрено, во моментов не можам да мислам на ништо. Ако нема кредити, мене ме нема. Жал ми е. А не можеш ли да најдеш друг начин? Не е можно да најдам толкави пари. Па да има некаков друг начин би се обидела, не би размислувала. Мехмет, Душо, те молам, Душо, да ни дадеш малку време. Може би ќе најдеме начин, а? Манами, да не го ставам и господин Мехмет во лоша ситуација. Нема друг начин. Ние избрзавме, не размисливме. Простете ме, ве молам. Не е таман работа. Ама и мене ми се потребни пари за инвестицијата што треба да ја направам. И во овој случај ќе морам да размислам и за другата дадена понуда. Се разбира, во правост. Како и да е, да се видиме за најкратко време. Дај Боже да има добра вест. Во ред, мами? Во ред. Ај, Назлима, ај, мила, колку е тажна, не тагувајте, молам. Толку било, Фатош. Многу избрзавме да им се препуштиме на соништата. Назли, ти немаш никаква вина. Нека се срамат банките што не ти даваат кредит. Каква црна листа, ма? Боже, Боже, зарем имаат право да ја евидентираат и оцрнуваат мојата другарка заради некој долг? Не верувам дека гледаат толку емотивно. Ајма, Назли, навистина многу се изнервирав. Буквално некој од банката дојде и ги одзема соништата на другарка ми и си замина. Многу се изнервирав, ма. Ние да одиме и да им влетаме во нивното централно седиште и да кренеме галама. Чекај, Фатош, смири се. Секако дека ќе кренеме галама, ама не сега. Светот само ни се заниша, не ни се сруши. Пред нас има уште многу патишта, а и млади сме. Па млади сме, да. Талентирани сме, трпеливи сме. Талентирани сме, ама малку се сомневам во нашата трпеливост. Мене почна да ме интересира каде ли ќе стаса овој разговор. Тука ќе стаса. Епа да, во моментов од надвор ситуацијата не изгледа многу сјајно. Дури е лоша. Ама зошто тоа да не предомисли, Фатош? Сигурно нема да се откажеме зашто еднаш сме паднале. Уште повеќе ќе работиме. Многу ќе мечтаеме. И на крајот ќе биде убаво. Нема да се откажеме. Секако дека не се откажуваме. Браво за тебе, Маназли. Кредитот изгледа дојде. Молам, господице Игбал. Господице Назми, здраво. Треба да потпишете неколку документи во врска со раскинувањето на вашиот договор. Добро, секако ќе потпишам.
Кога ќе бидете слободни, дојдете до фирмата, за да завршиме. Сушност, во моментов сум слободна. Тука сум во ваша близина. Можам да дојдам за кратко. Така ли? Тогаш јас сум тука, ве чекам. Пријатен ден. Пријатен ден. Госпогица Игбал беше. Ме вика во фирмата. Толку. Има нешто друго? Не. Ова е се. Со среќа нека е. Нека ви отворен патот и среќата. Назли. Ви благодарам, госпогица Игбал. Јас ќе испратам сестра ми. Тоа со кредитот не се реши, нели? Да се решеше ќе беше големо изненадување. Остави, мила, не било пишано. Не се замарај со вакви работи. Многу добра вест. Господица Назли. Господине Накатани, мило ми е што ве гледам. И мене. Доаѓате ли вие на состанокот? Не, јас... Господица Назли не работи веќе со нас. Така ли? Зошто? Да, Господица Назли се преориентира кон една нова кариера, за кратко време ќе отвора ресторан. Така ли? Многу ми е мило. Ви посакувам успех. многу ви благодарам да сте жив. Само јас денес немам намера да ве пуштам, бидејќи жена ми ќе дојде на состанокот. Таа многу сака да ве види. Верувате, јас воопшто не верувам дека господица Назли има време за тоа, бидејќи во периодов е многу зафатена со работа. На жена ми ќе и биде многу жал. За жал нема што да се прави. Така ли е, Назли? А секогаш се наоѓа нешто за да се направи, господине. Господине Накатани, јас денес сум слободна. Со задоволство ќе дојдам на состанокот и многу сакам да ја видам жена ви. Многу се радувам. Сигурно ќе биде убаво за сите. Ќе се изнадишеме чист воздух. Ќе дишеме чист воздух? Состанокот е во Сапанџа, Назли. Денес патуваме, ќе преспиеме на ноќ, па се враќаме. А така со преспивање? Да. Што е, се предомисли? А ако ти е тешко, Зошто да ми е тешко, господине Ферит? И јас многу сакам да дишам чист воздух. Убаво ќе ми дојде, ќе се освежам. Јас веќе не можем да ти ја фатам брзината. Прво даде отказ, потоа со договорот се врати назад, потоа го скина договорот, почна со ресторанот, после и со ресторанот не бидна. Ај, кога зборуваш вака, многу е лошо, не ме потсетувај. Ама јас на вистина не разбирам кога успеа да направиш плани за одмор. Не дека не го заслужуваш, ама... Патош душо, колку пати да ти кажем, ова не е одмор. Мора да одам, не можев да го одбијам, господина Катани. Значи ова нема врска со Ферит. Има секако, како да нема. Таму додека господина Катани ме прашуваше, тој одговараше во моје име. Не може да дојде, не, таа се плаши, не, таа не знам си што. И јас за негов инат прифатив. Знае ли Ферит за ова со ресторанот? Ај, не знае, ама ни нека не знае. Тој само да дознае, верувај дека подмолно ќе ми се смее зад грб, ќе се радува, сигурна сум. Зошто да се радува, Назли? Го направи човекот чудовиште, можеби ќе ти помогне. Нека не ми помага, Фатош, не сакам да ми помага. Сакам да стоиме подалеку еден од друг. Оваа ваша врска е иста како мојата врска со чоколадото. Сакам да стојам подалеку од него, ама никако не успевам. Ми рече да бидам спремна за 2 часа. Сигурно дојде. Ајде да видиме. Ајде, Фатош. Идам. Добар ден, госпогице Назли. Ако сте спремни да одиме. Каде господин Ферит? Господин Ферит веќе тргна со своето возило на пат, госпогице. Добро, доаѓам за кратко. Ете, гледаш ли? Не можел сам да дојде. Возачот го испратил. Можеше да ти испрати автобуски билет, сепак има срце. Фала Богу. Добро, се шегував. Не се шегувај, внимавај насуман. Ајде одам јас. Добро, види, сакам да знам за секој момент што се случува, добро? Не грижи се, мила. Нека ти биде телефонот вклучен, секоја секунда ќе ти пишам што ќе се случува. Сепак еден ден ќе преспиете во хотел, треба да сум известена. Што се случува, така? Фатош! Добро, ајде ќе задоснеш. Господина Катани. Добре дојде, Назли. Добро ве најдов, како сте? Добро сум, благодарам. Ти како си?
И јас сум добро, ви заврши состанокот? Да, пред малку заврши, ама утре по појадокот имаме уште еден многу важен Не го состанок. видов господин Ферит. Господин Ферит после состанокот отиде во салонот за билијард. Јас и жена ми сега ќе одиме во турскиот Амам. Многу ни го фалеа овој хотел. Ти што мислиш да правиш, а? Ќе останеш овде? Јас ќе прошетам низ хотелов, штом толку го фалеле. Убаво. Добра забава. Ти благодарам и тебе. Гледаме. Научивте билијард кога игравте кошарка во НБА во Америка? Не, во средно научив. Блиску до училиштето имаше билијард клуб. Вие сте бегале од часови за да одите да играте билијард. Многу се изненадив. Јас секогаш за вас мислев дека сте биле бобалица во училиште, од оние што седат во првиот ред. Не бегав од часови, одев после часовите. Сега е во ред. Ти што правеше во средно? Јас порасна во мало место. Ние не шетавме по кафулења по часовите. Седевме во некоја мирна летна чејџелница. Интересно. Некој што живеел толку мирен живот, после да стане толку агресивен, тешко да се разбере. Всушност многу разбирливо. Животните услови, Истанбул, некои луѓе, особено тие од деловниот живот. Има такви газди што морате да бидете агресивен пред нив. Види, тука си во право. Деловниот живот е многу тежок. Особено има некои вработени што може да го изедат човекот. Жолтата дијагонална. Мислам дека нема да ја ставите. Сакаш да се обложиме? Во што? Ако ја ставам, ќе имам право да побарам нешто од тебе. Што тоа? Се уште не знам, ќе размислам. Ако не е нешто нелогично и глупаво, за кое вие се уште сте славни, се разбира. Може, прифаќам. Договорено. Добро. А што ќе биде ако јас победам? Очигледно многу сте оделе на билијард во Бејоглу. Сакаш да се обидеш и ти? Воопшто не верувам. Така и мислев. Веројатно не можеш ни топкава во дупка да ја ставиш. Не сум до толку. Добро. Ако ја ставам, и јас ќе побарам нешто од вас. Добро, земи ја во другата рака. Дојди. Стави ја десната рака во задниот дел, а левата напред стави ја. Отвори ги трите прста. Сега наведни се малку. Јас пробувам нешто ново. Трите прста на маса, сега свиткај го овој и протни го стапот низ него. Олабави ја малку штекатот за да се движи. Кога си спремна утре? Би сакала да не ми се мешате во техниката. Ова мора да е почетничка среќа. Не е важно. Секако имам право на желба. И јас. Што сакаш ти од мене? За ова треба долго да размислувам. Знаете, мора да искористам шансата.
Дај по 2 картици за секоја соба. Добро. Не заборавај. Добро. Ајде. Добро. Ај замолчите, молам. Не, воопшто не беше како што мислиш. Добар ден. Добар ден. Може ли да ја добијам картичката? Секако, како ви име? Назми е Пинар. Назми е Пинар. Девојко, се уште не сум влегла во соба. Да. Што зборуваш, Фатош? Заедно сте со господин Да. Ферит? Леле, Фатош, уште не влегов ни во соба. Дозволи ми малку? Ова мора да е вашата. Ви благодарам. Молам. Фатош, има во врска со билијард, ке ти кажам. Еве, тука е. О, ама што е ова вака? Овој буквално ми изнемил куќа. Само сега да не бидам неправедна, ова е сигурно најубавата соба во хотелов. Нормално, внимателен човек е. Види, јас се навредив, се растажив и сака да ме расположи. Ај, не до толку. Зарем се мислели на листови од рози? О, прекрасно. Молам, Фатош. Девојко влего во собата. Чекај, послушај ме. Собата е толку убава што собата ми гледа на езерото на Сапанџа. Во шума е. Изгледа ме го изнемил кралскиот апартман. Епа нели мора да се извини. Бањата, не ни погледнав. Чекај да видам, чекај. Влегов, само секунда. Ај, Фатош, ова не е соба, Фатош, туку амам. Девојко, има листови од рози и свеки. Ај, исклучи, не можам да се расправам со тебе. Јас да си поуживам малку во бањава. Кога ќе се вратам на земја, ќе се чуеме. Назли, добро не викај. Бегај. Назли, не викај. Господине Добро, не Ферит, викај. ќе излезете ли? Што барате тука? Помош! Назли, добро, не викај, сите ќе ги собереш тука. Нека се соберат, господине Ферит, излегувајте. Уште ли сте тука? Добро, нема ништо за толку паника. Така е. Ајде, повелете ако сакате заедно да пиеме чај. Ај, не разбирам, зошто сте се соблекле во мојава соба? Како влеговте? Скршивте вратата? Машала со вашите огромни рамена. Назли, не скршив никаква врата, влегов со мојата картичка. Сигурна сум. Господине Ферит, ве молам, одете и вашиот проблем решете го со вашите пријатели на рецепција, бидејќи во моментов многу се изнервирав. Видете, ужива во бањава и сега сум под стрес. Излезете. Назли, ова е моја соба. Така е. Па и хотелот е ваш, господине Ферит. Машала, не се наситивте се да земете. Излезете. Назли, сигурно дошло до недоразбирање. Или ти дале погрешна картичка, или си е земала погрешната картичка. Дошло до забуна, разбираш ли? Тоа е тоа. Како тоа? Со рози, чуда, со свеки, ваша ли е собава? Моја. Ќе ми дозволите ли малку? Добро, ќе излезам, кога ќе се спремиш излезеш, јави ми се. Ви благодарам. Рози, свеки, можем сте на меден месец со накатани.
Колку убаво место било ова, таман да одмориш глава. Ај, господине Ферит, срам да вие се уште сте таму? Како да не бидам, не ми излегува од глава. Особено последниот дел. Не можам да заборавам целата во пена. Јасно е, вие до изутрина ќе се смеете за ова. Ајде признај дека не можеш да не се смееш. Да, затворевме веќе темава. Вообичајниот метод. Ти нели обично вака правиш? Ако ти се случи нешто надвор од твоја контрола, се правиш како да не се случило. Се случува, завршува, го забораваш, не се сеќаваш. Јас мислам да се вратиме на облозите. Да се вратиме. Најдеш што ќе посакаш. Најдов. Мене веќе ме познаваш колку толку, не правам се. Не грижете се, нема што да ви биде тешко. Дури ви е познато, на времето сте земале часови. Ајде бе, ме заинтересира. Од каде одиме, од тука таму или? Назли, помина многу време, јас не се сеќавам на ништо. Господине Ферит, вие ми ветивте. Зарем нема да го држите ветувањето, сака малку да свирите на пијано. Што има тука? Целта е да се скршат синџирите. Да, те разбирам, ама Назли околу нас има еден цел куп луѓе. Не сакам да ги вознемирувам и искрено не сакам да се посрамотам. Ме разбираш, така? Господине Ферит, темава е затворена за расправа. И затоа ќе ве молам, ќе повелите ли кај пијаното? И сигурна сум дека ќе свирите многу убаво. Мислете на синьор Розети. Имам доверба во вас. Добро, во ред. Пуштате од вас да излезе уметничкиот дух. Ти останало малку. Можев и сама, ви благодарам. Сега да беше тука синьор Розети, ќе се гордееше со вас. Па, и не беше до толку безпрекорен перформанс, направив неколку грешки. Ајде ве молам, господине Ферит, колку го засега тие неколку грешки. Се разбира ако слушаат од задоволство. Исто така, за нешто да биде убаво, не е потребно да биде безпрекорно. Сакам да трчам по совршенството. Би требало да знаете дека на светов не постои ништо совршено. Се или пак секој сигурно има по некој недостаток. Тоа е закон. Може би тоа што друг го гледа несовршено, за мене е чисто совршенство. Што да кажам, имате поинаков вкус. Тоа е сигурно.
Сега, на пример, имам луда желба за омлет. Омлет. Во ова време. Да им кажеме додека не затворила кујната. Јас имам многу подобра идеја. Сакам да направиш јадење за мене, Назли. Господине Ферит, нели дадов отказ? Вие го скинавте договорот. Јас веќе не готвам за вас. Јас си го одржав зборот, свирев пијано за тебе. Мислам дека и ти треба твојот. Последно јадење. Добро, но мене нема да ме примат во кујна. Ќе те примат, бидејќи директорот на хотелот ми е близок пријател. Нема да ме одбие. А и ти не си било кој. Последно јадење. Договорено. Лесно поминав со облогов. Сигурен сте дека сакате тука да јадете? Мислам дека тука е добра. Каков е? Совршен. Господине Ферит, нема ништо совршено. Назли, ова навистина е совршено. Добро, и онака ми ја знаете тајната. Во него става малку јогурт. Да, знам, ама сепак твоите раци имаат некоја магија. Ова е многу поинаков вкус. Ви благодарам, господине Ферит. На здравје нека ви е. Само нешто има вишок. Солта, нели знаев? Дајте го. Не, Назли, солта е сосема окей, солта не е вишок. Вишок е она господине. Господине? Од сега сакам да ме викаш Ферит. Само Ферит. Како и да е, ти повеќе не работиш за мене. Добро, но мене јазиков уште од почеток ми се навикна на господин Ферит. Воопшто не верувам дека ќе можам да сменам. Ајде, обиди се еднаш два пати. Ферит. Например, Како си, Ферит? би можело. Срам да ти е, Ферит. Не е во ред, Ферит. Ич не е во ред. Мислам... Шт, Ферит? Мислам дека е подобро, освен последниот дел, добро е, да. Не, мене ми дојде многу чудно. Неозбилно. Дури кога јас и Фатош зборуваме за вас, велиме господин Ферит. Меѓу вас. И што тоа зборувате за мене? Ама што би зборувале за вас? Ете така, дојде ли Ферит, си отиде ли Ферит, го изеде ли Ферит јадењето? Не те прашав, ама ќе јадеш омлет, нели? Многу би сакала. Многу е чудно човек да го сака тоа што сам го направил. Сега ќе видиме. Господине Ферит, во право сте, ова навистина е совршено. Оддалеку ве познав. Реков да си испотам малку пред состанокот. Малку? Ви отишле најмалку 3 до 5 килограми. Изгледа ова многу повеќе го заслужувате од мене. Специјален енергетски напиток. И за телото, и за мозокот. Превкусно е. Што има во него? Ѓумбир, цимет, ленено семе, креставица, јаболко, малку млеко. Ова да не е еликсирот во кој што падна Обеликс. Колку е убаво што сте почнале да пиете работи за кои не знаете што има во нив. Зашто ти си го направила? Ти верувам. Не го пропуштајте состанокот. Да се истуширам и се спремам. Ти што ќе правиш? Ја чекам госпоѓа на Катани, ке пешачиме. Да бидам искрена, бевме малку подолго време заедно и јапонскиот почнува да ми станува недоволен. Ми остана уште 4-5 зборови и нив ќе ги потрошам на половина пат. Да одам кон хотелот.
По пат ќе се сретнеме. Мислам ова тука убаво ни дојде, што велиш? Кога доаѓав наваму бев малку нервозна. Сега сум поопуштена. Во право сте. Многу убаво ми дојде. Нема да можеме често да се гледаме како порано. Не работиш за мене веќе. Веќе немаме никаква причина да се гледаме, да зборуваме, да се слушаме. Имаме многу заеднички пријатели. Мислам ќе се среќаваме. Секако можно е, ама некако порано. Наутро кога излегувам и подоцна нема да те гледам. Навечер кога ќе се враќам дома нема да јадам од твоите јадења. И јас се навикнав. Можеби еден ден патиштата пак ќе ни се вкрстат. Можеби. Ферит, Назли? Ние веќе си одиме. За најкратко време пак да се видиме, може? Секако, среќен ви пат. Ти благодарам. Среќен ви пат. Благодарам. Ти Се гледаме. Тебе ќе те врати возачот што те зема од дома. Сакаш да си бегаме полека? Сега? Ако сакаш да останем уште малку. Не мислев во тој смисол. Мислев само што излеговте од состанок, можеби сакате да се одморите. Не вие, Назли, ти. Уште не се навикнав, ама се трудам да се навикнам, се обидувам. О, хубавини. Ти што мислиш дека правиш, Хакан? Јас си образложив на господица Игбал, зарем не ти кажа? Срам да ви е господица Игбал. Види, ќе ти кажам нешто. Секој што не си ги извршува добро работите, као и да е, направи како мене. Избркај го. Мислам да избркаш оваа жена. Оваа фирма има некои правила, има традиции, Хакан. Разбираш ли? 1000 пати размисли пред да направиш таков чекор. Не грижи се ти, Ферит Аслан. Јас пред да го направам тој чекор, 100.000 пати размислив. Ти имаш друг проблем. Напразно да се зборува. Ќе се видиме, Хакан. Ферит Аслан. Тебе треба да ти се даде една играчка в раце. Треба да се занимаваш со нешто. Треба малку да те тргнем од оваа фирма. Бекир, сега послушаме многу добро. Сакам да ми најдеш еден телефонски број. Нели има една девојка што пее во локалот на Денис, Айла беше, Айла, да. Браво, те чекам. Татенце. Тато, требаше да ја донесеш и мама. Зошто и таа не дојде? Зарем не ја знаеш мајка ти, вечерко? Секогаш има однапред испланирани програми. Многу ве поздрави инаку. Да е жива и здрава. Браво за мојата убава ќерка. Многу скромна господица имаш станата. Ти користи да работиш, така? На здравје, татичка. Благодарам, ќерко. Тато, па ни Јасуман воопшто не ми кажа дека ќе доаѓаш. Да знаев ќе направев нешто. До душа, може би Јасума направила нешто, нели знаеше? Реков да те изненадам. Се излезе неочекувано. Нарно, некечечко Кемал, што е неочекувано? Многу убава работа, многу. Назли, овој татко ти да не дошол да те мажима, види, мој да ти кажам. Ај, Фатош, не зборувај глупости с краја, да. Девојко, нели во нашето мало имаш еден мрсул комаджит, се збогатил, отворил златара, да не е за него? Маджит отворил златара? Ај, како па да не... Тато! Татенце, твоја варна работа, как варна работа е? Каде го ставив тоа, господе? Ај, жеми Бога, сега ќе ги извади прстените и ќе дојде. Ако и маджит се појави пред врата,
Ај, не се глупира, Ај, живи Бога, тебе ке ти спратиме во Антакија, ти изгубивме. Заедно ќе одиме во Антакија. И онака сте спремни. Тука е. Ова е твоја ќерко. Штедна книшка, тато? Отвори ја, ајде. Тато, пишува 300.000 лири. Асуман ми се јави и ми кажа дека ништо не си направила за кредитот ти. Не издржав, ја ставив куќата под хипотека и земав кредит. Тато, што си направил? Тато, не можам да верувам, многу ти благодарам. Верувај, верувај. Не би можел да поднесам да си ми тажна, бе, душа. Земи ги париве и отвори го ресторанот. Како нема да го отварам? Многу ти благодарам. Ама, тато, ако не оди секако што се надевам, ако тргне на лошо, што ќе правиш ако не успеам да ги отплатам ратите? Ништо нема да тргне на лошо. Ќе бидеш многу успешна, ќе видиш. И мајка ти и јас многу веруваме во тебе. Па и да тргне работата на лошо. Ќе одиме со мајка ти и ќе живееме под кирија, што има врска? Зарем ќе дозволам да живеете под кирија? Многу добро ќе оди, тато. Многу добро ќе ни оди работата. Не знам што да кажам. Ништо не кажувај, прегрни го овој старец и доволно е. Дојди и ти, дојди вамо. Јас да ставам чај. Дојди вамо, Фатош. Ти благодарам, татенце. Ти зарем нема да го побараш тој човек? Да, сега веднаш ќе му се јавам, тато. Ајде сега ти. Јас. Постојано да следиме дали им се исплаќа надомест, да го оставиме ова на милост на односите со јавност. Хенгин, ти извести ги фирмите од нашата група, сите наши партнери, сите фирми со кои соработуваме, да им помогнеме на сите да најдат работа, никој да не биде оштетен. Добро, Фери, добро. Јас ке се погрижам за тоа. И пријатели, да си ги контролираме нервите. Никако не влегувајте во конфликт со новите вработени што ќе се донесат. Ова е психолошка војна. Бидете смирени, смиреноста дава моќ. Многу се радувам што сте средиле за пари. И ние се радуваме што не сте подпишале со никого. Тој ден рековте не може, денес доаѓате и велите може. Епа и јас ги заправ другите преговори, искрено. Многу ми беше жал да го дадам локалот на некој друг, бидејќи и сам видов колку многу го засакавте ова место. Го сакаме и тоа многу. Мехмет, душо, ние во банката дадовме налог за исплата, значи штом се подпишеме, парите веднаш ќе ти легнат на сметка. Супер! Во ред ли се договорите? Секако дека се во ред. Епа, да ги подпишеме, а? Назли, што велиш? Воопшто да не губиме време. Одлично. Повелете. Подпишете се каде што ви е напишано името. Добро. Епа, нека ви е со среќа. Ви благодарам. Назли, оно осветлувањето горе, да го посредевме ли него? Мислам да не биде ресторанов темен, ама и да не ни удира директно почини ли? Може, ќе погледнеме сега. Јас ги проверив плотните и рерната. За сега се во добра состојба, нема никаков проблем. Ама тенџерињата и тавите се лоши. Ќе мора да ги обновиме, а тоа ќе ни направи трошок. Добро, добро, Назли. Ти си за таа работа. Исто така горе има неколку единечни маси. Велам да ги споиме. Така ќе се зголеми просторот, ќе додадем уште некоја маса и ќе можеме да угостиме повеќе муштерии. Добра идеја, би можело. Пак ме бараат од училиштето, пардон, мора да се јавам. Молам. Може да добиеме еден омлет. Господине Ферит. Мислам, Ферит. Јас се сеќавам дека се збогувавме како да нема да се видиме подолг период. Не се сеќавам на такво нешто. Си реков да не имаш нешто потреба од помош. Има. Зошто да не? Нема да му се фатат рацете на Агата? И овие да ги додадеме? Толку многу работа има за правење, што човек не знае од каде да почне. И затоа штом видам нешто искривено, веднаш ми доаѓа да го исправам.
Штом видам нешто искривено, мене ми доаѓа веднаш да го исправам, ама мислам дека пред да се почне со некоја работа, претходно треба убаво и детално да се испланира. Господине Ферит, ние за жал немаме време да правиме такви убави и детални планови. Ете, се обидуваме да средиме колку можеме побрзо. Ние со многу мака влеговме во оваа работа, а јас и од принцип воопшто не сакам да правам убави и детални планови. Сакам да е спонтано. А вака ќе се малтретираш со се посебно, мислам на украсиве и слично. Да, многу ли е чудно? Аха, а не си ја прави секој својата работа. Ти не треба да се сконцентрира на наменито и кујната, некој внатрешен дизајнер треба да се погрижи за ова. Господине Ферит, машала, колку многу работи сте знаеле вие? Не вие, ти. Што сакам, тоа ќе кажам. И мислам дека вие е подобро. Вака има дистанца. Убаво ни доаѓа. Мислам во хотелот ја тргнавме таа дистанца. Не ја кренавме. Таа дистанца зависи сосем од вашето однесување. Или твоето. Назли, јас само се обидувам да ти помогнам. Ти ги кажувам идеите што ми текнуваат. Например, овие единечни маси можеш да ги споиш и во просторот што ќе се отвори ќе можеш да угостиш повеќе муштерии. Воопшто нема потреба, господине Ферит, ви благодариме. Ние, фала му на Бога, не сме лакоми луѓе. Воопшто не сакаме така да спојуваме маси, да го стеснуваме просторот и да ни доаѓаат повеќе муштери. Да ги наполниме постоечкиве, доволно ни е. Види, ако сакаш, имам многу добри пријатели за внатрешен дизајн. Господине Ферит, навистина нема потреба. Ова тука е мој локал, јас сум газда. Дозволи ми да правам што сакам. Добро, Назли, штом така сакаш. Ти посакувам убав ден. До тука сте дошле да ви понудев барем еден чај? Убав ден, Назли.